дилема би поставил. Замислете, имате денеска вест дека доаѓа британскиот премиер Девид Камерон во Македонија. Имате уште една вест дека, да речеме, пола Тетово останало без вода, а цело Скопје се гуши во прашина и во такви работи. И трета вест, ќе го злоупотребам Кежаровски, тука го гледам, судот денеска решава дека тој добил 4 години нешто затвор. Во Македонија, мислам дека прва вест била Девид Камерон, додека јас, например, бе во слична ситуација во Чешка, каде што чешките медиуми за Камерон дознав дека дошол да посети Чешката република некаде 2 минути пред прогнозата за времето. Зашто? Затоа што тоа беше обична билатерална посета, затоа што не донесе ништо значајно. Замислите, во јавниот сервис влегуваат специјалци со качулки на главите, со шмајзери, влегуваат во канцеларија на новинар кој се занимава со открила афера во военото разузнавање во Чешка, запленуваат опрема, компјутер, некои дискови, камерите се вклучени, се пренесува тоа во живо, бидејќи раководството претходно одбило на јавниот сервис да им ги даде тие документи. Јавноста се крева на нозе и следи извинување, враќање, разрешување, луѓето летаат од функции и на тој начин се справи. Или друг пример, нешто што е поблиску до нас, медиумите обиваат транскрипти од прислушувани разговори меѓу актуелен премиер и неговата шефица на кабинет, која патем е негова миленка љубовница, зашто госпожата дала налог да се прислушува жената, сопругата на премиерот, злоупотребила функција, и при тоа имаше и други злоупотреби околу пратеници кои се купувани за потребите на премиерот и владачката партија за да гласа за закони што тој сака да ги протурка. Премиерот по објавувањето на аферата за 7 дена поднесе оставка. Тоа зборува за нивото, да речеме, на одговорноста политичка, како се сваќа таму, како се сваќа кај нас еве гледаме. Медиумите ги објавија тие прислушувани разговори, транскриптите, и СМС ги објавија, и само еден медиум беше казнет. Зашто? Затоа што и то буквално беше казнет символично, бидејќи објави дел од разговор, кој е интимен разговор меѓу премиерот и неговата љубовница, и тука имаше различни мислења дали тоа треба да биде објавено или не треба. Сега, медиумите и нивната мисија во Чешка се повеќе се дискутира за тоа, за содржината на медиумите. Законодавството е прилично слично со нашето, со македонското. Поставеноста е скоро идентична, имате јавен сервис, национален радио ТВ бродкастер, новинска агенција и приватни комерцијални медиуми. Сепак јавниот интерес се разликува, мислам не како јавен интерес, него се разликува употребата или примената на тој јавен интерес во она што е во јавниот сервис и во комерцијалните и приватните медиуми. Да речеме, сите тие во нивните на нивните сајтови, на нивните медиуми е објавена нивната мисија, кодексот на однесување на новинарите, нели сите се залагаат за независно уредувачка политика, сите се декларираат како чувари на демократијата. Меѓутоа има дилеми и односно оценки различни дали е тоа така. Мислам дека глобално насекаде во светот проблемите се се поголеми на тој план, значи никаде не цветаат рози, па ни во Чешка, и таму има проблеми. И во една од последните анализи на тој план се наведува дека клучниот чувар на демократијата во нивната држава е јавниот бродкастер.